Денес и во Делчево се одбележаа 112 години од смртта на Гоце Делчев. Во градот кој го носи името на македонскиот револуционер со полагање на свежо цвеќе пред неговиот споменик, се одбележа почитта кон неговиот придонес за ослободување на македонскиот народ. Свежи цвеќиња пред бистата на патронот Гоце Делчев во градскиот парк положија градоначалникот на општина Делчево Дарко Шектански, делегација од единицата на локалната самоуправа, представници од Советот на општина Делчево, политички партии, локални институции и здруженија на граѓани, делчевските пензионери и поранешни борци. Литературно читање за животот и делото на Гоце Делчев пред присутните прочитаа членовите на културно-метничкото друштво, кој со децении го носи неговото име. Инаку градот Делчево името по големиот великан Гоце Делчев го добива на 23 април 1950 година, кога Президиумот на Народното собрание на Народна република Македонија донесува одлука Царево село да биде преименувано во Делчево. Покрај Царево село, Делчево ги има и старите имиња Султанија и Василево. Освен културно-метничкото друштво, и здравствениот дом во Делчево го носи името на Гоце Делчев. Денес се навршуваат 112 години од смртта на идеологот, организаторот, водичот и една од најмаркантните личности на македонското револуционерно ослободително движење, Гоце Делчев. Голем број на функционери се собраа да ја покажат длабоката почит и целокупниот придонес на овој великан. Во есента 1894 година го добил учителското место во Штипско Новосело, каде што веќе работел Даме Груев. Тука влегол во редовите на Македонската револуционерна организација и активно се вклучил во проширувањето на организационата мрежа во околните градови и села. Мощна и значајна е Делчевата дејност идното лето, кога во Солун се одржал конгрес на организацијата. Заедно со Ѓорче Петров се ополномошени да го изработат уставот и правилникот на организацијата, а изработениот устав носи наслов Устав на тајната македонска одринска револуционерна организација. И основното училиште Гоце Делчев денес го слави Денот на училиштето. Одбележувањето на Денот на училиштето започна со пригодна програма која што започна уште во четвртокот, кога се реализираше литературно читање, понатаму спортски надпревари, а денес е официјалниот ден каде што нашите ученици подготвија театарска представа насловена како Снег во јуни, и мотото на оваа представа е дека сите сме различни, но сепак исти. Гоце Делчев е наш идол. Тој бил еден од револуционерите на Македонија кој што се борел за денешната Македонија, кој што се борел против турците. Тој е нашиот Гоце. Снег во јуни е символична представа која ги символизира 4 годишни времиња кои се различни, 12 месеци кои имаат различни карактеристики, како што и учениците во нашето училиште се со мешан етнички состав, сите се различни, а сепак сме исти. Гоце бил автентичен водач на македонското револуционерно движење. Тој високо го издигнал неговиот интернационален и космополитски поглед. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар на народите. Ова мисла го вбројува Гоце во редот на светските хуманисти. Низината порака до ден денес не изгубила од својата актуелност. Делчев загина пред вечерието на Елинденското востание на 4 мај во селото Баница Серско, во борби со Османлинската империја, која го обколила селото. Инаку овој национален херој е роден на 4 февруари во 1872 година во селото Кукуш.